Ненад Георгиевски. Добре дојде, пријатели. Во подкастот Джез од денес. Подкаст кој што е создаден за да промовира и да ја презентира македонската современа джез сцена. Како си, Ненад? Па не е лошо. Добро. Кој е Ненад Георгиевски денес? Во која смисла? Јас сум новинар, преведувач, организатор, татко, патник, писател. Одлично. Многу работи. Така. Како старееме се отвараат многу нови перспективи. Многу повеќе работи треба да правиме од оние кои што ни се како главна обврска. Да, најднаш наоѓаме себе си како one man show. Така? Така, значи правиш многу работи од Така изискуваат условите во кои што живееме и работиме. Чеј малце, нека помени овој. Гледај во камерите. Кој ги збораш, гледај во камерите. Добро, која е твојата главна окупација денес? Мојата главна окупација е во моментов сега, како што збораме, го спремам фестивалот Скопје Cinema City. Така што сите тие некои работи, таа манифестација ги сублимира на едно место сите тие мои професии, знаеш, како организатор, како менеджер, како преведувач, како storyteller, како некој кој што дури професорскиот аспект и новинарскиот аспект. Знаеш, што е фестивал за музички документарни филмови и документаристиката сега, например, се смета за уште еден вид на новинарство. Така што тоа ги сублимира, ги соединува сите тие работи на едно место. Добро, а откаде твојата љубов кон джез музиката пред се и ајде малку збор-два за твојот пат за да стигнеш до ова што си денес и после ќе кажеме која е твојата главна улога во креирањето на современата македонска сцена, таа е поврзана со порталот, така? Значи, прво мораме да збораме за љубов кон музика. Значи, за мене музиката е чин на откривање. Од мали ноз јас сум изложен на многу музика. Мајка ми, родителите, значи нивни колекции на музика, војко ми исто. И во некој друг период од животот, да, културата имала поинаков облик од овој што е денес. Тоа беше место каде што сите млади се собираат, значи имаше тука размена на многу работи, многу информации по усмен пат, по книги, по се до тоа. Уште немаше интернет и такви работи, немаше разслојување и меѓутоа конкретно за джезот, иако имав некои излети повеќе во класичен рок, блуз, класика, амбиентална или електронска, джезот некаде подоцна дојде. Значи зборуваме за запознавање на мојата бивша сопруга Гордана, која беше заслужна за таа моја едукација со современа класична и современ джез. Првите касети беа касети. Kind of Blue, Someday My Prince Will Come, Miles Davis, да, Coltrane, Philip Glass, Steve Reich, Right of Strings и такви, Махавишну, Джон Маклафлин. Да, и од оваа страна многу world music, имаше джез и така се наоѓаме, тоа беше соединување на музички колекции. Добро, активно ја следиш сцената од таму средината на можеби и раните 90-ти години, сцената во Македонија. Ајде збор-два за тоа како изгледаше сцената тогаш, а што се случува со сцената денес и сакам збор-два да кажеш за уствари јас го нашав во претходното прашање, бидејќи ти си единствениот дописник или уметнички критичар, така, кој што пишува за All About Jazz, што е еден амерички портал, ама ти ќе кажеш збор-два, бидејќи тоа е многу битен портал за сите што ќе го гледаат подкастот, дека уствари најбитните рецензии, најбитните отворања на прозорци не само во Македонија, туку надвор од Македонија доаѓаат кога човек, тоест кога артист има добра рецензија токму од All About Jazz. Ајде малце
малце долго прашањето, Да. 2-3 прашања. Да, неколку прашања се. Значи, окей, за таа музичка сцена, значи, во тие рани 90-ти, значи, имаше поголема маса на млади кои што циркулира на сцената. Се појавува први издавачки куќи, едноставно имаше повеќе присутност на култура по медиумите и многу работи циркулира на таков начин. Значи ти не можеш да искачеш во еден кафич каде што не се пушта твојата музика, или каде бидејќи таму се Значи така се групира луѓе. Да. Одреден сој на луѓе, значи таков тип на разговори, дал за уметност, дал за патувања, дал за музика, дал за книги. И едноставно сега ако ме прашате, не знам како доспева информациите до нас, освен дека нели имаше присутност на повеќе медиуми кои што вработува култура. И бевме повеќе изложени на медиуми, да кажеме, од Србија и од Хрватска, чи изборуваме за време забаве, ик забаве, после политики забавни, кои што многу го сакам. Хероина, не знам кој беа уште од Хрватска, Полет, мислам. И имаше голема присутност на музика. Значи, имаше голема присутност после распаѓањето на таа Југославија и на тој брандна носталгија каде што ние бевме единствениот прозор во свет за сите тие. Кој беше следното прашање? Па паралелата во музиката во Македонија во 90-тите и она што е современа музика денес, нели? Во 90-тите Извини, јас три прашања поставив. Во 90-тите постоеше 103-ка, каде што беше тој некој прозор во свет, веќе по-инстант. Имаше и емисии за музика. Сеќам на емисијата на Игор Исаковски, покојниот, кој што имаше за джез и блуз и така, каде што рецитираше своја поезија. Многу интересна емисија. Имаше и неколку списања, часописи за музика. Медиумите обработува. Мислиш дека се следеше се оно што надвор доаѓаше, дал електронска музика, дал посебно алтернативен рок, нели, во тоа време алтернативната музика експлодира едноставно и андерграундот стана мејнстрим. Да. Постоеше разновидност. Тоа е феномен што се случи на секаде во 90-тите години. Секогаш така, да. Нирвана како станаја од андерграунд станаја мејнстрим, нели? Да, значи во тој период тие гранџот, алтернативниот тоа е заради медиумот, заради MTV уствари станаја. Тој процес беше. Цицаш информации и мислам не можеме да ги запоставиме и бугарите кои што штампа илегални овако цели фабрики има за дискови, за компакт дискови како нов медиум, релативно нов медиум. Види има такви дискови што се уште ги имам во колекција и уште се здрави живи. Уште се здрави живи, да. Така што дотур на музика и интерес имаше многу, значи се појави првите издавачки куќи. Може би првата беше на Трето уво, на Иво Јанковски. Тоа размислував се. Да, тој првата, каде што Леписол го објавија едниот албум. Тадич нешто? Немаше, подоцна беше Тадич. Прво беше Зодијак балетот и после тие World Music што ги има изданија. Да, таа издавачка која некои други издавачки може да се сетиш? На Доријан Јовановиќ Профундус. Добро. Они беа меѓу првите, па мислам дека PMG, иако не ја знам многу добро нивната историја, мислам дека и они нешто се бавеа со тоа. И не ми текнуваат други. Еден од гостите во подкастот ќе биде Влада, така да ќе каже од прва рака за PMG, така да. Добро. Кој е Влада? Друбицки, Влада. Друбицки, сеќам на првата касета што, значи тоа е прва касета која што ни има вакво објавено тогаш на тоа време со додека Мишко Парушев, мислам дека им беше бубњар. И тоа беше меѓу Мишко беше во подкастот.
помина. Така? Да. Си требало да го подпрашаш за тоа, бидејќи тој е многу битен албум, тој првиот нивен. Како беше името на тоа? Знам дека имаше една песна Folk for the Folks. Тоа е со сет? Со сет, да. Тоа што беа сет. Да. И има многу добри свирки во Менада. И таму се Менада. случуваат джез свирки, значи збориме 94-та. И Малата книжарница по Да, многу битна ставка во скопскиот клубски простор беа покрај Владан Дорбицки. Менада, Гоце, Јас за Магор се преферив. Не. Магор. Менада, Гоце Стевковски Мгм. и Симон Киселички Киселиот. Така. Значи, они беа дел од една нова генерација, на која што старите генерации, да кажеме, како Бодан Арсовски и Владко Стефановски, си ги градеа тие нови соло кариери пост Леби Сол. Гоце беше дел од СГ оркестарот На Бодан. на Бодан Арсовски. Тука беа цела дури и Джиен го донесе од како Киселички напушти. Меѓутоа има А Джоле Груевски свиреше гитара? Джоле Груевски еден период свиреше Беше во гитара. подкаст. Така. Помина си. Джоле Груевски Груевски. бевме ние сме школски другари од основно во Пенков во Чаир. Имам сеќам кога почнуваше со гитара. Така. Тој ги собира тие талентите, сакав ја да се пријавам, меѓутоа Добро, ама тој период па имаше и една мејнстрим джез струја во Скопје, ако се сеќаваш Гоце Димитровски, Не трубачот, се сеќам на Гоце Мицанов и доста свирија баш таа екипа што ја кажа сега младата Кисел и Гоце Стефковски заедно со и тоа беше малце покасно. А исто и другата беше Тони со Мартин Шпато. Тони се сеќам на One for Дуев. Charlie, кој што ми е омилен негов албум и тогаш Тој е првиот албум. Да. Тој многу го сакам од сите негови и се што има објавено Кога се тогаш. врати од Бостон, тоа е. Тој е фантастичен и многу во фомот. Кој се сеќам, валја мислам, претпоставам дека сопругата му го има направено по Ќе го прашаме кога ќе дојде во подкастот. да, клучна улога, значи во креирањето на некоја стабилна клубска сцена, тука се ти и ден денес се битни играчи, еве ви го, значи Гоце Стефковски, Мишко Парушев, Киселиот е можеби малку сега на страна, меѓутоа и он си е мега заслужен, дури после они станува членови на сите тие бендови, дури со Гиш има еден недореализиран проект, колку што се сеќам, некаков рококо бенд, така со тие И добро, ајде сега од Коџобашија исто. Значи си правеа они многу експериментирање, многу интересни, мислам дека имаше бенд кој што се викаше Алшар. И сите тие работи беа така интересни концерти. Домашната сцена беше многу јака и интересни луѓе искача. Се сеќам и на првиот настап на Фолтин во Скопје на еден акустичарски фестивал. Афес беше 97. А тоа е првата постава на Фолтин. Да. Со Бакизот, Благојче, Танчев. Тогаш джез фестивалот им го објави првиот албум, а Кокан Димушевски им беше продуцент на тоа. Аут Лемер, некако така се каже. Така некако, да. А вториот беше Архимед. Архимед, да. Алек, каде што беше и Оливер, каде што го направи. Јосифовски. Да, Јосифовски. Аливер. Да. Сега, ајде вака сега од 90-тите или почетокот на 2000-тите години да те префрлам денес во 2024 што се случува спрема тебе или твое гледиште, што се случува со сцената? Мислиш дека поддршката во 90-тите беше поголема или иако помалку имавме медиуми? Сега секој е медиум, сега секој може да биде медиум, ама некако мислиш дека испливуваат албумите, изданијата и артистите доволно се промовирани? Поинакви времиња беа, значи беа фокусирани на одредени медиуми, одредени начини на восприемање на информациите. Сега гледаме, значи, после 30 години разслојување, луѓето ги интересираат многу работи, начинот на живење е скроз променен
и не може да се очекува дека истата слика или тој ист интерес и ентузијазм дека ќе преовладува. Тоа се малку, па добро, не се променети толку времиња, колку што тогаш имало нешто, сега многу тоа нешто е потрошено. Нели, и ресурси, и живци, и сето тоа. Тогаш може да се насетат сите тие идни генерации кои што ќе дојдат и кои што ќе прават и градат. Сега малку е тоа потешко. За поддршка на културата мислам дека во последниве неколку години тоа опадна многу. Немаме никакви немаме многу малку медиуми. Медиумска покриеност. Медиумска покриеност е лесно во смисла што имаме, нели, повеќе сајтови, имаме подкасти, имаме и сето тоа покажува на некоја растојаност на... Ова е прв подкаст за македонска джесцена. Меѓутоа, знаеш, може да се примети колку е влијаено на они писменување на народот, колку народот во овој период е тргнат на печалба, значи многу е празна држава, Така. за да се очекува некој концентрирана маса на луѓе кои што ќе направат нешто, создадат нешто и да се види, ние има многу. Така, мислиш дека недостига медиумската... Не дека недостига медиумската, види, медиумите се дел од некој проект каде што окей, ќе се направи интервју, ќе се пишува, ќе се обработува, ќе се даде нека критика позитивна, негативна. Меѓутоа тоа создава една некаква слика за и некаков континуитет каде што кој ќе се пишува за вас, значи постои некаков доказ дека сте биле активни, нели? Така. Добро, спрема тебе денес се повеќе е за информирање и делимично мотивирање на публиката. Бројот на активни чинители на джез сцената во моментот во Македонија е многу поголем колку во 90-те. Тоа со сигурност мислам ти го гарантирам. И ако во минатото имавме некаква бројка од приближно 2 до 3 албуми годишно, сега таа е двоцифрена бројка. Сега издаваштвото е отидено и хахај. Да, и мислам дека можеби не со највисоко развиените земји, но со земјите во регионот мислам дека фативме приклучок во смисла на издаваштво. Сега во смисла на продукција, во смисла на промоција, се уште заостануваме затоа што ние како сцена немаме експорт, немаме джез експорт, тоа што го имаат сите одоколу. Ајде малку збор-два за тоа. Па добро, и зошто би бил битен? Тоа што во држава најмногу и недостасува е културен менеджмент. Спојување со институциите, спојување со како функционира надвор тие промотери и целата таа машинерија. Веќе тоа не е направено само ради реда ради, туку е направено за да може да се заработува. И тука има одредено инвестирање. Тоа што ние немаме е обука на менаџери и таков тип на има пасворд на PIN конференција, да. И тоа е мега корисно, мега сите тие менаџери тука мора да дојдат, секој кој што се бави со музика, со култура, мора да дојде на таква еден настан за да си за сите. Најмногу за мрежување и размена на искуства и на кој начин се отвараат вратите. Добро, но и на пример Бела Пета чисто иде на овој како се вика Вомекс фестивал, каде што истото го прави, значи се мрежува со други исто European Jazz Network и он си ги добива контактите и прави размена на информации. Така. Ајде, тоа што нам околностите не се такви да сме изолирани, бидејќи каскаме на секој можен начин за не зборам за дигитална дистрибуција, тука имаме луѓе кои што тоа го прават, да кажеме, Емил Хаджипанзов, мислам дека тој успешно го прави. И тоа е еден од начините на кои што се допир. Меѓутоа, знаете, во светот само во Америка има колку на годишно ниво околу 500.000 изданија и се секој со
се бори за свое место под сонцето. А замисли од Македонија каде што ние сме како сцена невидливи, не само за Да. Америка, туку и за остатокот од Европа сме невидливи. Тоа е тоа што И колку е многу тешко да се малку промовираат и да се Многу презентираат малку се инвестира продуктите. во таа култура, нели, за да се едуцираат луѓето, за да може да се создаде нека подцврста подлога за пиар, за организација и за спојување. Добро, ама пак ако направиш малце паралела како било пред 20 години и што на пример една значајна улога во развитокот на денес на современата джез сцена игра джез одделот при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Така. И затоа што нескромно би звучело, но над 90% од луѓето кои што се активни чинители на сцената или дипломирале, или предавале, или поминале низ одделот и мислам дека еден од главните темели на таа образовна струја е токму Универзитетот Гоце Делчев и Так. джез одделот. Што мислиш ти на тоа? Тој не е толку лесно прашање да се одговори затоа што има врска со едукација и едукативни програми. Нели? Првите джез музичари, да кажеме на Васина, и првиот Биг Бенд и еве овие што се сега, се повеќето едуцирани класично, а джезот го имаат учено на лице место, значи on the bandstand. Може би во минатото да, но од пред 2000-та година така беше. така. Требаше да одиш во Америка. Не мораше да одиш, еве Оли Јосифовски мислам дека студираше во Софија. Да, ма студираше крајот на 90-тите. Алекс студираше во, нели студиравме джез академија, јас студирав таму. Така. Ама студиравме джез, не студиравме класична музика. Така да можем само да констатирам дека такви институции се многу потребни. Затоа што сето тоа искуство мора да биде принесено и институционализирано. Да. Па добро, сега имаме и оркестар, национален оркестар за джез, што последната година е многу голема придобивка за джез сцената пред се и затоа што Така. имаме веќе еден реномиран оркестар кој што и како ќе ја представува во еднина сериозно сцената. Да. И мислам дека тоа е една од придобивките кои што во изминатите 10 години ги добивме, иако треба нешто да критикуваме како, што и зошто, мислам дека една од позитивните работи што му се случија на општество е токму оркестарот на овој националниот оркестар джез. Околностите бидејќи живееме во такво општество како што живееме, никаква стабилноста на тие, да, инстант потрошувачко па општество. Не инстант, више е пирамидална штедилница. И джез Биг Бендот е нешто што самото си го избори своето место за ова да стане институција. Благодетите од тоа се огромни. Прво што имаме на генерација на джез музичари кои што имаат студирано во Грац. Значи ритам секцијата и уште некој таму од брас секцијата се и тоа се и колку што можам да Штипско град. Так. И колку што можам да приметам тие се често барани надвор. Идат на турнеи и ова е голема придобивка за нив да најдат својата стабилност и сигурност тука. А тоа да им биде екскурзија и сафари, нели, сегде поиди, дома дојди. И благодетите се тоа дека ќе имаме некоја стабилна, голема институција. Добро, но градењето на што ќе допрва ќе ги покаже своите благодети во однос на едукација, промоција, популаризација, едукација. Да. Добро, мислам дека некако вака последните 2 години се наместија коцките, иако имавме едно здружение на джез музичари кое што прерасна во оркестар, но од друга страна се поставува прашањето што се случи со самото здружение, но ќе треба некој од нив да прашаме, кое што онака беше многу добра идеја и многу убава платформа за
да ја обедини сцената, бидејќи Так. јас лично моје мислење беше дека тоа здружение требаше или би требало, ако се Да си уште постои. постои, да ја обедини сцената, бидејќи имаме фестивали, имаме револуционарен оркестар, имаме клубови, така да тоа што ни фали е експорт, го кажав. Добро. Сега ќе ти поставам едно прашање, кое што ќе мора да го прочитам бидејќи е малце долго. Ние во моментот се наоѓаме во аудиокултура и ти си чест гостин во аудиокултура, ги следиш концертите. Па сега ќе ти поставам едно прашање и пробај да го одговориш искрено. Аудиокултура преку концептот Life at аудиокултура, тоа е серијалот кој што се случува на концерти, успеа да го извлече джезот надвор од фестивалската рамка. Така. Креираше едно навистина повисоко ниво на промоција на джезот и генерално на музичката изведба во живо. Впечатоците на публиката се извонредни. Каква е твојата перцепција за ваквиот пристап од музички аспект? Колку е битно постоењето на аудиокултура за градењето на современата македонска джез сцена? И после ќе ти кажам јас една паралела, јас како го гледам сето тоа. Аудиокултура функционира како еден мултипрпос кафич, како еден убав клуб, каде што на едно место се собираат љубители на музика и на убавиот звук. Тука им проследено многу убави интимни концерти. Различен тип на изведувачи. И секој пат кој ќе дојдам тука, значи имам онака едни од најубавите музички доживувања, бидејќи најубаво во една интимна средина, наместо да кажеме наспроти стадионски или некоја арена. Па добро, природниот хабит, како се вика, на джезот е токму клупската сцена и толку таа блиската сцена. Клупската сцена е сршта на и гаражата се сршта на една музичка сцена. Значи куќата се гради од темелите нагоре. Тоа е така. Точно така. 2004 правев интервју со Марк Рибо. Марк Рибо е Керамик Дог. Да е само Керамик Дог, значи он е гитаристот со Џон Зорн, со Џон Лури, со Том Вейтс и мал милион проекти. Масада и тоа. И тоа беше некаде блиску после оние случувањата во Њујорк со нападите што ги доживеа. Праша како беше ефектот на тоа, бидејќи во Менхетн и тука се клубови. Прва работа вика покрај концертите што ги правеле, нели, за да луѓето да осетат некој чувство на заедништво, дека не се сами, некаква утеха, бе и да обезбедат пари за сите тие клубови, каде што они имаат свирено во даунтаун. И првата работа, значи била, бидејќи затворени области и онда клубови, ако не работиш, исто како што беше за време на короната, ако не работиш, онда се гасиш. Така. И они имаат собирано пари за тие некојаш им давале работа ним за да обстојат и да функционираат и така се на овој начин што е укажува на важноста на таа клубска сцена. Че они не свират секогаш на не знам кој е таму во Њујорк, на Доџерс. За ковидот имаше многу интересни, бидејќи бевме сите дома и јас гледав многу концерти, на пример Jamboree, знаеш, во Барселона, снимаја концерти in the house, нели? Кои што одеа на лајвстрим и луѓето плаќаја за да ги гледат концертите од дома, така да мислам дека правеа и такви работи. Тоа беше за време на ковидот. Не би сакале да се вратиме. Скопски фестивал имаше снима бендови во Њујорк, во клуб, во изолирана ваква и онда ги емитува, ги прикажува онлайн кај нас. Тоа беше 2020 јас кога свирев. Но за Скопски джез фестивал имаше, ако се сеќавам, во опера и балет 200 или 250 луѓе имаше публика, со тоа на растојание метро, 2 метра да седиште. Цела среќа, инаку ќе беше концертите ќе беа онака. Вилијам Паркер го сними концертот во Њујорк и го беше пуштен така. Добро, тоа беа алтернативни користење на алтернативни алатки за да преживееме сите, да преживееме затоа што ги користиме. Немаме воспоставен цврст систем ни на вредности, ни на начин како функционира. Сега ќе направиме една паралела
јас на сите им го поставив ова прашање, сакам да го видам твоето видување. Во повиците на Министерство за култура имаше, ако се сеќаваш, откриваме нови алтернативни простори. И сега, тие нови алтернативни простори, во кои што годишно 1, 2 или 5 концерти ќе направиш, и кога ќе направиш паралела спрема концептот аудиокултура, во кој што секоја недела има концерт, промоција на книга, промоција на диск, и колку е тешко да креираш нов алтернативен простор, значи трошиме ресурси, пари, знаење, Така. за да откриеме нешто ново, а од друга страна нешто што веќе функционира, него поддржуваме. Што значи тоа? Концепт кој што работи 2,5 години и е многу битен, затоа што ја гради сцената доздола горе, со поддршка, не велам дека само од Министерството, без разлика. Ќе има по 2 концерти на македонски бендови, нели? Така. Секоја недела ќе има 2 концерти по еден македонски бенд. Затоа што ајде направи паралела колку беше оправдано сето тоа, откриваме нови алтернативни простори, или е попаметно да ги инвестираме средствата, како што кажав, и енергијата и фокусот на проекти кои што веќе функционираат и работат. Спрема тебе. Значи, тоа се само спорадични иницијативи кои што и ако бидат прифатени од некои извори на финансирање, тоа што е например Министерство за култура, да се недоволни. Нема континуитет за да тоа обстои. Ако постои иницијатива за такво нешто, тоа е значи краткорочна и недоволно финансиски поддржана. Целава наша држава не е финансиски подкрепена, посебно културата. Трошоците ни се европски и светски, а финансирањето и можностите за да се најде финансирање се многу македонски. Односно недоволни, и однес тогаш се иде со импровизации и со снаоѓање. Различни типови на луѓе наоѓаат различни начини како да си ги решат просторите, опремата, било што им треба за да се реализира. Некои си заминуваат од тука. А спрема тебе што е попаметно? Да откриваме нови простори или да поддржиме нешто што веќе функционира? И едното и другото. Значи, мора да се даде поддршка на она што обстојува и што покажува резултати. А од друга страна мора да се даде иницијатива на некој почетник и ја, например, кога го правев првото издание на филмскиот фестивал Скопје Cinema City, беше одбиен од агенцијата, беше планиран за во Крушево. Меѓутоа, за тие иницијативи човек треба да се избори. И да им се дозволи на тие луѓе да пробаат да постојат такви програми. Затоа тука, например, ги имаме тие спомнува за културен менеджмент. Бидејќи ако се тоа луѓе со некаква чудна диплома наместени тамо, тоа е како кошаркаш да наместен да игра фудбал. Така. Добро, кога рече промоција на млади музичари, Аудиокултура потпиша меморандум за соработка со Универзитетот Гоце Делчев во Штип и Джез одделот, и ние веќе реализиравме серијал Students Play Аудиокултура, поддржано од Life от Аудиокултура, и веќе реализиравме 2 концерти на млади музичари. На 22 јуни го имаме третиот концерт и до крајот на годината ќе имаме уште 2 концерти, значи вкупно 5 концерти на млади джез музичари кои што доаѓаат, така да преку ваквиот концепт исто ја поддржуваме ова би рекол артистите кои што треба да доаѓаат, артистите кои што доаѓаат, така да добро. Треба и едно и друго, да, секако се разбира. Добро, ајде спрема тебе колкава е моќта на алтернативната сцена во поглед на афирмирањето на джез култура, да кажеме. Алтернативната сцена. Да, алтернативните сцени колку допринесваат во афирмирање. Дефинираме алтернативна сцена во денешен контекст.
Како? Во однос, Алтернативна сцена, што е алтернативна сцена? Бидејќи ние немаме мејнстрим сцена, значи немаме ни естрада, Нема да се согласам со тебе. Ако видиш немаме ни колку естрада, има емисии во сабота и во недела, естрадни емисии со кафански емисии, тоа добро, тоа не зборуваме веќе за народни, овако како се вика, за народна музика Па и тоа е за страда. турбо фолк и за па кај нас Добро. естрадата, тоа е естрадата. Па да, не знам. окей, можем да се Знаеш согласам за некоја, тоа, некоја да, звезда да. естрадна друга? Освен тие што свират фамилиарни веселби. Да. Нели не велат свадби, крштевки, велат фамилиарни веселби. Уште еднашка прашањето колку алтернатива. Да, колку алтернативната сцена придонесва во афирмирањето на джез културата кај нас. Алтернативната сцена придонесува многу вако за опстојувањето. Значи, джез музичарите можеби не собираат премногу луѓе, меѓутоа собираат, привлекуваат Квалитет. тврдокорни, да, интелектуалното мнозинство е кај нас. Собираат тврдокорни, искрени љубители на музика. Добро, више тоа границите Ама и што е почитувачи джез и на уметноста пред се. квалитетен сој на Бидејќи луѓе. уметничка Ако форма, идете- джезот е уметничка Ако идете на биг бендот, овако како се вика, нели, они се сега во замав некој и они имаат атрактивна програма, онда фул е фул се распродадени нивните концерти. Значи се е до квалитетот на понудата. Ти можеш да бидеш и електронски музичар и да дојде не знам кој од било која генерација. Ако е тоа што го нуди квалитетно и веќе некако се пишувало за тоа, се правило за тоа, ќе најде. Без разлика дали е од таа генерација до оваа генерација. Добро, спомнавме аудиокултура, има уште не знам еден јас во Охрид го знам, джезин клубот. И Во Битол? во Битола Порта Джез, како джез клубови, и не знам, тука има уште неколку, во Скопје имаше, Менада беше, Магор беше. Добро, тоа се поранешните, да. И сега, ако направиме број на клубови М. со број на фестивали, дали знаеш колку има активни джез фестивали во Македонија? Не знам. Супер, искрен одговор. Океј. Знам дека Наистина не знам, знам Ако, дека супер. постојат, не постојат, активни се, мгм, неактивни се, колку ќе допри информација до мене. Така. Не секогаш ги пратам овакво покрај главниот скопскиот джез фестивал, оној што е на пример за 30 април за World Jazz Day. Добро, И 2, Стиво 3, имаше во Куманово. 4. Океј. Имаше еден во Битола. 5. Чекај. Значи многу битно е да го одговориме ова прашање, затоа што и млади луѓе ќе го гледат подкастот. Јас претпоставувам така. покрај нашата генерација луѓето што ќе им бидеме интересни да го видат Ненад и Саша, да го видат на некаков поинаков медиум, освен Ја треба освен да ги концерти. бројам за да ми Така. текне. Јас направив еден ресерч, една анализа и имаме, верували или не, 10 активни джез фестивали. Сега ќе ти ги прочитам и ќе се сетиш и ќе речеш тука не сум бил, но на некој па и треба да одиш. Океј, значи Скопје Джез фестивал има 42 изданија во континуитет. Оффест Скопје 23 Тоа е world изданија. music и алтернативна музика, тоа не би го ставил во. Па добро, современа джез сцена претпоставувам и е world music сега. Да, меѓутоа они го отделија тоа за да не превладува премногу world music. Океј. Време беше овакво. До 2002, мислам дека тогаш се раздвоја работите. Добро, а Стиво Джез фестивал 14 изданија, тоа е Прилеп, со да. прекини. Прилеп Джез викенд си соработувал си. Да, еднашка Си бев, бил? има промоција на книга. Ете така. 12 изданија. Денес се е джез, тоа е овај Имни Пајко, Today is all about jazz. Да, 8 изданија, точно. Джез Фабрика фестивал Битола има 7 изданија. И таму сум бил еднашка. Која книга ја промовираш? Press and Play, исто Точно што беше така. на Прилепскиот джез фестивал. Така. Само време се сеќаваш дека не донесе книга. Затоа што сите ми ги рачатаа во Прилеп. Многу убаво. Добро, Куманово Джез фестивал 7 изданија, ова е со прекини. Тетово Джез фестивал 6 изданија со прекини. Крај Вардарот Джез Скопје Да, тоа е на 5 изданија. EMG. Да.
И 10-ти арт генератор Велес има 2 изданија. Да, тоа е Тоа е нов, да. нов, затоа читав, да. Супер програма и многу интересен. Тој Славчо го прави. Бубњарот. Да. И сега 10 джез фестивали, а имаме 3 клубови, 4 клубови. Нели е малку обратно поставена сцената, затоа што клубовите се тие кои што ја генерираат и ја прават сцената и треба да ги извадат квалитетните проекти на музичарите, Да. на артистите, па да настапат на фестивалска сцена. Меѓутоа не можеш да ги гледаш веќе работите еднолично, например, дека само джез клуб и дека само и ја би сакал да отворам свој джез клуб каде што би настапувале джез бендови, джез диџеи или да има таков да биде isпрофилиран. Меѓутоа сега се користат вака простори како што е аудиокултура и не се има убави промоции на значи како еден простор каде што раскрсница каде што се среќаваат луѓе и од различни, бидејќи дефиницијата за джез не е иста она што некојаш била, нели? Так. Бидејќи во духот на джезот е да експериментира и да граби и да краде и да зема и бидејќи тоа се најубавите аспекти од било која музика кога е во повој. Така и со блузот, и со рок музиката, и со електронската музика, се додека се земаат, се развиваат, експериментираат и се инвестира во сите тие автори, тоа ќе добиеме убави квалитетни производи и ќе имаме ќе имаме поголема маса на луѓе. Нели, ако не му е интересно на писателот, нема да му биде интересно ни на читателот. Така. Така и на слушателот нема да му биде интересно. Добро, на почетокот на подкастот те прашав за All About Jazz, ама ти нешто не ми кажа ништо. Ајде сега кажи ми збор за тоа. 2024 прави 20 години како ја пишувам за нив. Тоа беше случајно по предлог на некого, веќе почнав мислам дека 2021 почнав некои мои први текстови, некои мои први интервјуа, сеќам дека колку години? 20? 20 години. 2001. Тоа уште беше 23 години. Да, она мини граѓанска војна што имаме, тоа уште беше актуелна. Така. И после малку по малку нели почнаа некои македонски часописи Урбан магазин, Форум, многу пишав за нив најбитните работи. Тогаш имав интервјуа со Девид Селен, со Пет Метини, со сите тие од джез фестивалот. 2003 сеќам дека го покривав джез фестивалот со интервјуа баш за Форум. Меѓутоа какво ти искуството така со големите, мислам со толку големи? Пошто си направил многу интервјуа, знам, бидејќи книгите, ќе кажеме збори за книгите, каков е концептот за книгите? Важи. Значи, само памти плиз. 2004 сеќам дека им дадов интервјуа со Фемикоти и Венисиус Кантуарија. И пишав тогаш и одма почнав за македонските джез музичари, джез изданија кои и современа музика. Ќе од време на време кај нас има како што кажа ти има бројни изданија. И тоа што тој период се случи некоја мала ренесанса во издаваштвото. Од разни генерации. Значи имаше Владко со Тадич, трета мајка, кој што се 20 години ќе има концерт, нели? Нели се викаше Крушево? Крушево беше првиот 98. А тој беше трета мајка. 2004 се погоди да има многу јака сцена. Многу интересни изданија, значи од различни генерации. За македонска сцена. Добро. И се погоди тоа со All About Jazz кога ја се пријавив тамо. Да, вака. Тоа исто се погоди All About Jazz со период кога ја се преселив во Србија. Да живеам во Нови Сад. Колку време живееше во? 5 години. Така. И сета таа енергија валјда од преселбата и од сите тие некои тектонски промени беа влијани во сите тие текстови. Подоцна, која беше пандемијата 2020, добро. Имав као 15 годишница од ова и онда издадов ми книга со
сите македонски каде што македонската Интервјуа, музика беше интервјуа, не така? беше со интервју. Аха. Ова со рецензии и со рецензии. концептни рецензии, со книги, со се што имам пишано на тема Македонија, значи джез фестивалот, Па таа имам, имам таа книга, Press and Play. Press and Play. Пресемпле, тогаш сите тие работи се слеани и тоа е единствена книга на англиски за македонска современа музика. Само се договоривме дека ќе мора да има волуме 2, бидејќи толку многу Да, албуми се снимија после што а веќе имаш текстови. Дали имаш бројка, ако не точно од прилика, колку текстови имаш напишано за македонски артисти кои што се објавени во All About Jazz, бидејќи тоа е многу битно. Не знам. Не знам, можда околу 100, така, еве да кажем, да. сега ми свој нов блог, тој што е Vintage Vintage Cafe. кафе, па не почекваш да те прашаме за Vintage кафе, затоа што Така што сега ги комбинирам и вамо и таму. да, значи предлог за сите млади, па и постари кои што ќе го гледаат подкастот да направат subscribe на Vintage кафе затоа што има одлични текстови од ненад и секоја чест. Бидејќи Vintage Cafe е некоја последна фаза каде што не пишам само за музика, Добро. него за книги, за патувања, за уметност. Значи се она што ме влечело, не сум имал простор некаде каде тоа да го Да го искажеш, да го искажеш. Ај кажи ми за фестивалот, од први почна да кажеш малку. Аха, Скопје Cinema City. Скопје Cinema City. Вака, Ама гледај, и Скопје Cinema City има джез артисти. Не секогаш, но некако промовира, така да требаше да го вметнам и во 11 фестивали. 11 фестивали. Оваа година се ќе имаме 10-то, ќе биде 10-то јубиларно издание. 10 години. Одлично. И ја не може полош период овако да одберам, меѓутоа валјда тоа ќе се одразува на некоја, како да го кажам, издржливост во беше роден фестивалот во време на големи протести, тогаш тие фамозните бомби, терористички напади, протести по улици, све и свашта, значи недоволна финансиска покриеност и тоа е едно сурфање по проблеми до ден денес, меѓутоа со успешни реализации и надминување на ова го зборувам инсайдерски. Па види. На ваквиот тип на медиуми, значи како подкастот ти можеш да си кажуваш подолго време, затоа што не сме ограничени, не сме лимитирани со време, така да токму и тоа. Меѓутоа, благодарение, нешто, пак ќе кажем, знаеш, благодарение на некои индивидуи во одредени тие наши институции, многу ми имаат помогнато за да тоа обстои. Да, затоа што генерално с неба по ребра. Затоа што генерално единствен извор за реализирање на некаква културна програма е Министерството, така да ние сме сите зависни од финансиските средства кои што се добиваат, не само како артисти, не само како уметници, како фестивали, туку и мислам дека генерално, знаеш како, генерално проблемот е што буџетот за култура е многу мал. Тоа е непостоечки, мислам, тоа е повеќе функција од пандемијата па наваму, тоа е повеќе како не знам, социјална служба отколку поддршка за културата. Имено. И јас мислам дека со само и немање конкретна стратегија за тоа е нешто. Каде оди возот. Тоа е веќе нешто за кое што учествувавме во 2018 во тие што беа средбите за насоки во културата или културната програма, каде што еден од главните фокуси му се даваше на културната децентрализација и од толку многу пораки за културна децентрализација добивме културна централизација, затоа што уствари најголемиот дел од парите од буџетот, средства се трошат каде, ако не во Скопје. Што и не е добро, затоа што имаме даночни обврсници и надвор од државата, мислам надвор од Скопје, пардон. Така да и во овој подкаст многу често зборувам колку е потребно да има джез фестивал во Охрид, да има фестивал во Струга, во Тетово да има, во Струмица да има джез фестивал. Културните политики, како по навика, одат како од 1980 година. Некој помак беше електронското пријавување, некако начин, меѓутоа пак... Ама не, тоа е сервис, тоа мислам...
Ти зборам за ги улеснува единствен- документите и кога ти фали лична карта, знаеш? Да. Тоа со личните карти ти стално Така фалиш. што, така што осовременување на процедурите на секој аспект од тие работи е мега потребно. Мега потребно. Јас мислам дека И нема отчет, мислам, тоа е Министерство за култура е голем брод кој што си Така. врви онака како што знаел да си врви. И тука тешко дека може некој да го промени курсот на начинот на кој што бидејќи тоа е исто како што некојаш се работите, пак се работи. ама најелегантното решение кое што е во полза на сите е само 1% од БДП да се зголеми буџетот. На основ на некое друго министерство, на пример имаме за одбрана, имаме 2-3% колку и да е. Така. Значи ние даваме пари за не знам, за одбрана, за ова, а вам културата ни е колку 0,06, 0,7. Да, и се Значи, крати многу- уште повеќе и- и се и правда уште работи дека На една дебата во МКЦ, Мгм. Тоа е на Соџијан кој што да, имате? со Джијан, и баш Джијан кажа колку дел од буџетот се троши на нематеријално значи од тие пари, Мгм. колку одат за живата уметност. Многу малце. Значи повеќе Да. пари оди за одржавање на центри Да. за култура, програми нивни. А Да, за додека ова изнемување простори, за алтернативната, изнемување да речам, сцена или независната културна сцена, многу мал процент од веќе малиот процент, многу мал дел Да, отпаѓа да, по тоа. бидејќи- Така да мислам дека тоа треба да се смени во иднина, бидејќи извини што те Така, прекинувам, така, окей. затоа што да, институциите се многу битни, нели, како центри за култура за да поможат, за да помогнат. Но таа движечката сила е, ајде да бидеме искрени до крај, во независната културна сцена. Мислам дека таа е онај двигателот, Така. моторот, Така. нека биде. Локомотивот од возот. Се плашам дека таа поддршка е многу ќе остане многу ниска и дека луѓето од таа сцена ќе дишат на шкрги. Ете апел Би- до Да. луѓето кои што го градат, кои што го моделираат и го прават буџетот, еве сега и нели и сме во период каде што се има законски- промени, законски мислам дека е- ќе биде добро да е се поддржи Многу сериозно. ограничено, на пример, да фирмите кои што спонзорираат, Мгм. да кажеме, за да добија повластици што се со данок од плаќањето, можам да го изговорам зборот од научување. Како што е на пример на запад или Така, на други така, места, така, како така. го направиле тоа како решение. Така што тоа е ограничено и направено да е многу тешко, болно и едино кој што има таква привилегија е спортот, светот на спортот. Значи тие кои што го помагаат спортот имаат повластици, оние кои што помагаат културата тоа го немаат. А секаде на тој див запад го има. Сега јас до негде не сум согласен со тебе за ова, затоа во што Хрватска на пример го Добро, има тоа, во ама Америка гледај го кај има нас. тоа, во Турција го има тоа. имаме еден многу голем проблем. Изминатите 10 години не е точно дека фирми не поддржуваат култура. Поддржуваат култура. Арно, ама. Каде е трикот? Гледај каде е трикот. Имаме масовна естрадизација на култура. Се што е под наводници култура е презентирано кај ни култура, уствари е страда. И Така. уствари тие финансираат, Комерцијално нешто. дават пари, точно. Значи тие даваат пари. Јас сум сигурен дека компании даваат и то многу пари дават под параванот дека нешто е култура, а уствари спонзорирате естрада. Нешто што ние сите треба да Да. се избориме, едноставно да укажеме дека Да. парите завршуваат на грешно место. Естрадата е мега комерцијална Мгм. и лесно може да си ги најде тие пари на ова подрачје. Меѓутоа културата како таква, која што се гради и која се создава и за која што треба многу време да созрее и Процеси. да функционира, дури и да почне да се извезува надвор, затоа потребно многу време. А мислам дека нешто што ни недостига е правилно распределување на тие средства, за да можеш Тоа е ти да извадиш културен уште менеджмент. 3 книги, да извадиш, да може јас да снимам уште 5 албуми, да снимам, ме разбираш? Тоа е Така, ствари така. менаџирање во културата. И мислам дека во моментот ако нешто ни треба легитимирање на естрадата. Ни треба јавно да зборуваме дека парите кои што се наменети за култура завршуваат кај естрада. Така. И тоа е тоа.
Добро. Не постои јасна дефиниција и разграниченост помеѓу што е страда и што е култура. Ете така. Добро, ајде збор два за книгите. Мене ми се многу интересни. Аха. Па вака, книгите, овие 3 книги, трилогијава, музики муабети, тоа е, значи, сите тие интервјуа кои што ги имам правено во последниве 20 и нешто години. Тоа е со сите оние кои што доаѓале тука, за да воопшто ја почнам со новинарство, значи ја не доаѓам ниту еден од тие такви волшебни кругови и познанства. Ја имав таа среќа со двајца луѓе да влезам во таа приказна. Еден е Маријан Костадиновски. Добро. Но се има Пивотека и Љупчо Јолевски. Љупчо Јолевски во тоа време беше... Ќе види следно гости. Така, треба. Ја имав таа среќа да... Он беше познан. Оние сите беа познаници, се кружи исти кругови, со музика, со муабети, со сето тоа и на концерти. Додека, ајде да пробаме ова, прво со Костадиновски во форум, во сето тоа. Меѓутоа, за да ја бидам релевантен како некој во приказнава, самиот си ги наоѓав музичариве, стигнав до нив да правам интервјуа со нив, значи немаше помош од промотери, не треба. Самиот си ги наоѓав и на тој начин си го заработав парчето леп и си градев, еве да кажем, од оваа гледна точка некаква репутација на нешто. И тоа е тој некој домино ефект кој што придонесе, например, до All About Jazz да стигнем, кој веќе имав некои материјали, некакви искуства и сето тоа да се надоградува. Да, те разбирам. И, например, ова првата книга беше едно убаво шаренило, музики и муабети. Сеќам Владко Стефановски ми пише вако предговор. Бех имав едно убаво огромно интервју со него, кој планирам сега да го објавам, нели, по повод 20 години трета мајка со концертите кои што Авалон ги организира. И идејата беше не најпознат или најдобри или вако, него едноставно сето тоа шаренило што го имав при рак. А бидејќи со годините ја имав уште многу, прво сите 3 книги се под издание на Полица. Значи првата книга не беше финансирана од Министерство за култура, они се инвестираа во приказната. И после тоа почна поддршка, значи почна филмски фестивал, да кажеме, и тоаш почна и книгите, почна и сите тие работи да стигаат за мене во тој подоцнежен период. И сакав да биде ова сувенир, значи работи кои што ги имам правено, веќе покрај колекција на музика, имам огромна колекција на книги, не само музички, али еве за музички ги сакам тие интервјуа, новинарот ти го препознаш по прашањата кои што ги поставува, како е разработува приказната со соговорниците. И сакав сето тоа, бидејќи никој тоа го немаше направено на нашава сцена. Тука беше и подоцна соработки со Тони Димков, он ми е уредник на втората. Првата ми е Мишко Гревски, вториот е Тони Димков, со него работим во граѓански и после тоа он сега е во културен печат што го води додатокот. Да, одличен. Да. И третата книга, значи сето тоа се некакви искуства со каде што концептот вака бил на првата, концептот на втората вака и третата си има некој трет концепт и еве сега ќе најавам четврта книга. Сега четврта мора да направиш затоа што работам на неа само да завршам со филмскиот фестивал во јули и се снимија што да. Добро, на сите гости генерално се музичари, нели изведувачи, но не се само музичари. Не, зборувам за подкастот. Им поставувам едно прашање, што би биле кога не би биле џез музичари? Сега ти бидејќи не си џез музичар, но си џез новинар. Или човек кој што јас го спетам кој завзема многу битно место за моделирањето на џез сцената во Македонија, затоа што секогаш кажувам јас дека
треба добар фотограф, или беше Да, раташ, да. или треба добар некој да напише, или треба журналист, треба новинар да напише, значи тоа не е само да имаш добра музика, туку треба да биде комплетен пакет за да може да се тоа за да излезе функционираат надвор работите. внатре и градењето на самата современа македонска џез сцена ти заземаш многу битно место. Иако можеби сега во моментот не го доживуваш така, но од гледна точка од перспектива во наредните 15 години кога некој млад ќе седи овде или таму и го ќе рече чекај, ма овие луѓе работеле нешто направиле, издал 4 книги, снимил 5 албуми, 7 албуми. Така. Ми ја сваќаш идејата. Што би бил Ненад, кој би бил Ненад, а доколку не би бил сето ова сега што го кажам. Бидејќи ти си мултисеси. Ама што би бил нешто што би сакал да бидиш, а досега си немал шанса да го направиш. Можем да се видам многу улоги, нели, јас сум и преведувач, нели, ама писател. Ама од се што не си, што би сакал да бидеш? Некоја ти е желба? Тоа. Па не знам, нешто визуелни уметности. Од аспект на како дете мисле дека натаму во тој правец ќе дадат за мене, бидејќи имав и награда добиено и во приказната, меѓутоа тоа во средно некако беше брутално така запрено. Меѓутоа, да. Едукативниот систем во Не. Дека рече брутално. Да. Нешто има врска со систем. Така да на тој аспект добро имав и неуспешен обид пилот да бидам во рани во точни 80. Да. Знаеш кој друг сака пилот и уште лета такви работи, авиони и такви, мислам симулатори. Дали знаеш кој има таква пасија? Алек Секуловски. Да. Гоце Стефковски. Тоа е со авионите. Гоце истата приказна како мене, како не сме. Па не знам, ќе го викнам ти кажи. Да. Добро, значи авиони и визуелна уметност. Ете, гледаш патувањето, тоа е останато од родителите. Добро, и за крај, пред да ти кажам, благодарам, значи навистина беше инспиративен разговор со тоа. Мислам дека можеме уште 3 подкасти да снимиме слободно. Ако викнете вие, веќе имам следна книга, така да можеме апсолутно по-детално. Да. Книгата се вика Ретки птици. Ретки птици. Да, ќе го прикинам овој серијал на трилогија на музички. Како ова Music for Penguins, како беше на Јакопово. Music for Pigeons. Pigeons, Penguins. Тоа ти што реферираше Penguin кафе. Не, Pigeons. Music for како беше Pigeons, само некако. Pigeons, Black Pigeons. Black Pigeons, токму така. Тоа е документарец. Одличен документарец, нешто што се надевам во иднина. Мислам дека беше тука на Скопје. Беше и на Джез фестивалот и на Македокс. На Македокс беше, да. Тој филм мислам дека треба да го пуштиме во Битола да го види сцената, публиката во Битола. Затоа што е одличен документарен филм за сите заслужуваат да го видат. Пол Моушен и главниот фокус е на Пол Моушен, бидејќи тие се ствари сите пулени на добро, ликониц, не? Но Јакоб Бро и таа сцена, нели, Village Vanguard е околу Пол Моушен се врти, да. Добро, еве насоки за младите кои што ќе го гледат подкастот да проверат кој е Пол Моушен и зошто е битен и триото нека го најдат на Бил Еванс, да стартот на неговата кариера, па после Village Vanguard. Да. Добро, Ненад, искрена насока за некој млад утре кој што доаѓа, кој што ги сака истите работи како тебе, некој младо дете кој што утре би седело на ова столче, што ќе му порачаш? Тоа е истото што јас се обидам и на моите клинци да им го препорачам да бидат љубопитни максимално. Значи работите светот нуди многу во вид на патување, во вид на истражување, во вид на читање, во вид едноставно ние сме многу е вложено во одржавање на писменување на народот, на популацијата и на затупување. И вистински чекор напред е нели во тоа спротивното да се прави. Да не гледат телевизија. Се до изборот на нешто, нели, една кутија може да биде кутија за накит или канта за ѓубре. Така, право. Перцепцијата. Така да.
И што се однесува до вакво, луѓето мора да бидат истрени во на што го сака. Знаеш, тој мора некој секој да се сети зошто го почнал тоа да го прави што го прави и бидејќи не секој ќе го добива фидбекот назад, нели во вид на како го очекува. Меѓутоа, самиот чин на создавање и комуницирање дава еден убав фидбек, нели, неравномерен. Меѓутоа постои и градењето трае. Види и чувството на кога создаваш нешто твое, кога креираш нешто, е навистина поинакво и нешто кое што само луѓе кои што креираат и создаваат уметност можат да зборуваат и да кажат. Не мора да значи, нешто тука имаш љубители на овие работи, на книги, на уметност, на се тоа. За новинарство е многу битно истото тоа, значи љубов да се има кон сето тоа. Па и за секаква уметност и за музика, за да Тоа помага да истраеш приказната кога работите не ти идат, знаеш, или кога така ги перципираш дека не ти идат, дека не ти и можеш да имаш таа љубов за да го најдеш тоа, за да застанеш и нешто да видиш зошто ти ствари го правиш тоа, како го правиш да се наместат коцките. Да, ма па од друга страна треба да почнеш да го правиш за да можеш да застанеш. Друга многу битна работа е што исто за музички новинар, пошто тоа не е исто како што и политика, не е така. Сето почнува од љубовта кон овие работи, сега за кои што ги дискутираме, а мора некаде да искочи. Така. Нели, мора некаде да се слее, дали како организатор, дали како музичар, дали како писател, дали како... Дали како се. Да, дали како се, ренесансен човек. Така. И мора и самите луѓе да наоѓат такви, значи такви чинители и да ги градат, знаеш, носиш на концерти, укажуваш нова, правиш и се градат таквите луѓе. Сега, како се калеше челикот. Ева. Точно така. Ненад, ти благодарам. Навистина беше задоволство да се разговара со тебе и фала за тоа што ја прифати мојата покана да бидиш дел од подкастот Джезот денес, кој што ја промовираме современата македонска джез и импровизирана сцена. Бидејќи ова е одразот на, значи, се ова одразот на моменталните случувања во држава и во светот. Од подкасти до зошто овој тип на музика се случува и зошто некои работи не се случува. Тоа е се што можам да кажам. Ти благодарам. Здраво, јас сум Ненад Георгиевски, вие гледате Джезот денес за современата македонска джез сцена.